јавност не можам најпрво да не забележам дека и овој министер за земјоделие по стапките на неговиот предходниот министер за земјоделие, секогаш кога е во прашање некој горлив проблем или некој проблематичен предлог закон во собрание, како по дефиниција не е присутен овде во собранието. Секогаш во тие моменти овде е заменикот министер, но како и да е, представник од министерството имаме. Почитуван заменик министер, предлагате измени за надополнување на законот за вино. Јас имам само едно прашање за вас, да ми одговорите со кој се консултиравте? Кој беше тој советник што предложи ваков предлог закон за вино? Дали вие или министерот за земјоделие сте дошле во тиквешијата, дали сте ги слушнале проблемите на лозарите, дали ова е тоа што во овој момент им е потребно на лозарите за да ги реши сите нивни проблеми? Ве поканувам и вас и министерот да дојдете на ненаместени средби, ве поканувам да дојдете со лозари кои што се вистински лозари, а не со оние кои што ни лозница немаат во дворот, дојдете на некој откупен пункт или на нива. Слушнете ги ситуацијата со лозијето, со грозијето во тиквешијата и секаде каде што има лозови насади алармантна. И е многу поразлично од тоа што оваа влада пробува да го представи, да го прикаже. Знаете ли друго што ќе забележите? Дека просечната старост на лозарите е над 65 години. Децата на сите нив им се заминати во странство. А и тие што се тука, повеќе никогаш нема да се занимаваат со лозарство, да ја обработуваат земјата. Останати се тие што немаат каде и што немаат од што друго да живеат. Ова значи дека за некоја година сите тие лозови насади ќе бидат оставени сами на себе, ќе бидат запуштени. Нема повеќе тиквешијата да биде познат европски вински регион, туку печалбарски регион ќе биде. И тоа благодарение на политиката која што ја водите. Знаете ли колку фамилии живеат само од лозарството? И тоа им е единствена екзистенција. Сега, со вашата политика која што ја водите, ги оставате и без таа екзистенција. Ви благодарам. Панчо Минов, Кафја.